Продолжуваме со точка 9, предлог одлука за давање на согласност на годишен план за вработување на ОУ Гоце Делчев Конче за 2027 година. Давам збор на представникот. Добар ден. Ова ми е прво излагање пред новиот состав. Се надам дека ќе се гледаме нели понатака. Како сите институции, така и нашето училиште, значи мора во текот на годината да донесе годишен план за вработување, а за помошно-технички персонал или за административен службеник. И сега ние за наредната учебна година, мислам за 27 не поднесуваме ново барање за ново финансирање, и така да и за годишниот план за вработување нема да имаме потреба нели да имаме некое ново побарување, така да се останува истата ситуација каква што си е. Значи имаме 9 помошно-технички персонал, односно служители за во сите нели подрачни училишта и за во Конче и еден административен службеник, значи односно 10 лица. Да, благодарам. Меѓутоа мора да помене нели да го доставам после до Министерство за образование и до Министерство за јавна администрација. Благодарам. Дали имате прашања? Да. Доколку нема прашања, го ставам на гласање. Предлог одлука за давање на согласност на годишен план за вработување на ОУ Гоце Делчев Конче за 2027 година. Кој е за? 8 за, 1 моментално отсутен. Продолжуваме со точка 10, предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки чисти и комбинирани во ОУ Гоце Делчев Конче за учебната 2026-2027 година. Давам збор на представникот. И сега за оваа точка, бидејќи се однесува нели за образованието, тука значи ги средуваме паралелките и бројот нели на учениците за наредната година од септември од 26 до 27. Вкупен број на ученици кои што ќе бидат нели опфатени во училиштето ќе бидат 168, од кои што за во прво одделение нели зборувам на ниво на цело училиште за сите подрачни и централно 11 првачиња, од кои што значи 5 ќе имаме во Конча, и тоа 5 на македонски наставен јазик и 3 на турски наставен јазик. Габревци значи нема, Ракитец нема првачиња, Долни Липовиќ нема, Горни нема и во Дедино се 2. Во второ одделение ќе имаме вкупно 22 ученици, од кои што 7 ученици во Конче на македонски јазик, 5 на турски, едно дете во Габревци, 2 во Ракитец, 3 во Долни Липовиќ, 1 во Горни Липовиќ и 3 во Дедино. Трето одделение ќе има вкупно 12 ученици, од кои што 2 значи во Конче на македонски наставен јазик и 5 на турски наставен јазик. Габревци значи ќе нема во трето одделение, Ракитец имаме едно дете, Долни Липовиќ има 3 дечиња, Горни Липовиќ нема. И во Дедино ќе имаме само едно. Во четврто одделение во Конче на македонски наставен јазик ќе бидат 5, на турски 4, Габревци нема, Ракитец нема, Долни Липовиќ ќе бидат 4, Горни Липовиќ 1 и во Дедино 1, вкупно значи 15. И во пето одделение, во Конче на македонски наставен јазик ќе бидат 2, на турски наставен јазик 5, во Габревци 2, во Ракитец 4, Долни Липовиќ нема, Горни Липовиќ нема и во Дедино се 2, вкупно 15. Од кои што значи Габревци имаме 3 ученици, Ракитец се 8, Долни Липовиќ се 10, Горни Липовиќ се 2 и Дедино се 3. При што, значи таа бројка од тие нели ученици, во Габревци ќе имаме 2 паралелки, тоа комбинирани, Ракитец исто повторно 2 паралелки комбинирани, Долни Липовиќ ќе биде една чиста паралелка, второ, трето и четврто одделение. Горни Липовиќ 2 паралелки со 20 ученици од второ и четврто и во Дедино ќе бидат 2 паралелки, прво, второ и трето и четврто и пето одделение. Тоа е за одделенска настава. За предметна настава ситуацијата е ваква. Во шесто одделение ќе имаме 2 паралелки со 29 ученици, од кои што едната ќе има 15, другата 14, и сега оваа бројка е моментално така. Меѓутоа отпишав значи 20 ученици сега во текот на јули месец, значи имаме 27.
Во 7 одделение имаме две паралелки, 7.1 9 и 7.2 10, вкупно значи 19. 8 одделение се повторно значи 19, од кои што во 8.1 има 9, а во 8.2 има 10 и во 9 одделение имаме најмногу ученици 26. Во двете паралелки се вкупно по 13 ученици, значи вкупно 168. Тоа е значи по бројот на ученици од прво до девето одделение, значи по прегледност, нели, прво, второ, трето, четврто, пето, шесто, седмо, осмо и девето. Тоа е еден преглед. Вториот преглед е за барање на чисти паралелки. Сега, од таа ситуација која што ја објаснив, значи чисти паралелки ќе имаме вака. Во Конче само второ одделение на македонски наставен јазик, една чиста паралелка со 7 ученици. На турски наставен јазик прво одделение, една паралелка со 3 ученици. И во предметна настава остануваат значи 8 паралелки, во 6 се 2, во 7 се 2, во 8 се 2 паралелки и во 9 одделение се 2 паралелки, што значи дека ќе имаме во Конче 10 чисти паралелки со 103 ученици. Сега имаме тројца ученици кои што се со попреченост и за кои што имаме функционална проценка добиена. Тоа се две девојчиња од Ракитец Сандра и Софија во 9 одделение и едно детенце е во 8 одделение, Осман Абдураманов. Нови ученици со такви функционални проценки немаме добиено, се надевам дека можеби од септември ќе имаме нови. И останува уште прегледот на комбинирани паралелки од прво до пето одделение со под 20 ученици, за која што значи од оваа наставна година, значи од 26-27, значи по барање на Министерството за образование, освен тоа што ќе треба да се добие согласност од страна на советот на секоја општина, значи треба да се направи една работна група од страна на општината и да се достави до Министерството, за да може нели да се добие согласност дали во училиштето ќе се формираат нели паралелки со помалку од 20 ученици. Имаме комбинирани паралелки во Конче на македонски наставен јазик и тоа прво и трето одделение, значи една паралелка со 7 ученици и четврто и пето одделение една паралелка со исто така со 7 ученици, значи две паралелки комбинирани со 14 ученици. На турски наставен јазик, второ и трето одделение, значи една паралелка 10 ученици и четврто и пето одделение една паралелка 9 ученици, вкупно значи две паралелки со 19 ученици. Габровци, има рековме дека се комбинирани паралелките, значи прво, второ и пето одделение 3 ученици. Ракитец, прво и второ одделение една паралелка со 3 ученици и трето и пето одделение една паралелка со 5 ученици. Значи вкупно во Ракитец имаме 8 деца, а две паралелки. Долни Липовиќ, значи имаме комбинирана паралелка една од второ, трето и четврто одделение со 10 ученици. Горни Липовиќ имаме една паралелка од второ и четврто одделение со 2 деца, со 20 ученици и во Дедино ќе имаме две паралелки од кои што прво, второ и трето одделение тоа се 6 деца и четврто и пето одделение со 3 ученици, вкупно 9 ученици во Дедино. Значи тоа е целата ситуација во образованието за наредната учебна година. Ќе се менува бројката до септември, затоа што бараат повторно преведници, така да ќе имаме помалку број сигурно. Благодарам за вашето излагање. Дали имате прашања? Повели? Имам само едно прашање. Цело време спомнуваш турски паралелки. Да, имам. Дали наставата се одвива на турски јазик или Ставата во одделенска настава од прво до пето одделение се одвива на турски наставен јазик, а од 6 до 9 децата учат нели на македонски. Не сум турските ученици. Поред мене јас имам предлог да се направи нешто, бидејќи имаше ситуација колку ученика да се понавлат. Мислам дека тука негде проблема од самото прво одделение тргнување, наставата на турски, па од често на таму,
Дали тие деца може да се најдат исто како Вака останат? се, децата учат македонски јазик во 4-то и 5-то одделение, тоа е по задолжителна програма и си имаат 2 часа настава на македонски наставен јазик и тоа во 4-то и 5-то одделение. Учат македонски јазик. Да, учат, да, сите сме училе, ама како на пример задолжителен англиски или француски. Мислам дека треба да се размислува на таа тема. Па тоа може да биде како еден изборен предмет да биде вметнат, меѓутоа изборен предмет не е националистички настроено, тука е проблем кај овие деца. Што избират мислиш турски наставен, да. Ама турски наставен јазик им е задолжителен од прво до пето одделение. На тој јазик, ќе следат наставата, Ама наставата што се одвива. Да, ама тоа преку министерството, мислам, така... Концептот е направен. Така, од прво до пето, да, без разлика дали на турски, на албански, значи децата мора да си ја следат на мајчиниот јазик наставата. Значи наставата на турски јазик, да. Од прво до пето, од 6 до 9, да. Мислех дека единствено бират родителите. Не, кој наставник да родителите запише? не бираат ништо. Единствено може тоа да го направиме, да биде нешто како еден вид на додатна настава, дополнителна настава или како еден вид на курс да следат после часовите, некој да им држи, например, настава на македонски наставен јазик, еден час. Това е голем 40 проблем, минути. значи на едначка на 10 години дете да го пуштиш од Па малку потешко име, нели? Меѓутоа се трудат наставниците, имаат разбирање, им помагаат се што можат. 4-то и 5-то одделение па следат, нели, по 2 часа настава во текот на неделата. Може само јас да кажам нешто, само да исклучам. Во врска со тоа, мислам дека како што веќе постои градинката, мислам дека ќе се надмине тој проблем што се соочуваат самите ученици што се запишани во турската паралелка. Така да, у самата градинка, сега по искуство можам да кажам, моите деца, сега второ отделение, първото дете, втората во градинка, значи слободно разбира и говори на македонски. Мислам дека и најмалата момичка веќе почна да разбира, да го разбира македонскиот јазик. Така да, за тоа цело време од самиот почеток на нашиот мандат сме говориле дека детската градинка е нешто што имаме директен и тоа што може никош не се говорило на таа тема, ама индиректно, значи влијае и имаме позитивно во созревањето на самите деца, постојањето на градинката. И мислам дека нема да има потреба тие деца што поседуваат градинка, значи утре друг ден да се соочат со некакви проблеми. Олеснително име, затоа што полесно ги разбираат работите, веќе од јасли учат. Јас имам две прашања. Добро. Едното ми е дали имате информација прецизна за просечниот успех на сите деца, значи за 26-та и тоа е во годишниот извештај. Годишниот извештај ќе оди на следната седница. Мислам ќе го презентираат или Лефтерка или вие Зоица. во моментот немате. Јас не. Да. За такво нешто немам, биејќи тоа е во самиот годишен извештај се прави, нели, за просечна оценка. Значи на второто прашање нема одговор. Во ред. Тоа ми беше поврзано со успех. Добро. Ме интересираше. Во ред. Не мислам за следната седница ќе имате нели годишен извештај за 26-27 и најверојатно годишната програма за 27-28 ќе оди. Така Добре, да во ред. Благодарам. што треба ќе Благодарам. објаснам. Дали имате прашања? Доколку нема прашање, го ставам на гласање предлог одлука за давање согласност за формирање на паралелки, чисти и комбинирани во ОУ Гоце Делчев Конче за учебната 2026-2027 година. Кој е за? 9 за. Ви благодарам за присуство. Благодарам, Бранкица. Успешни да бидете и понатака, се гледаме на некоја наредна седница. И така. Ајде, поздрав од мене. Пријатно. Продолжуваме со точка 11. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈПКД Лакавица Конче за 2027 година. Може да дојде представникот тука ли е?
представникот. Имам представник од управен одбор на ЈП Локавица. Ајде, одлично. Седни ако сакаш таму. Може да ни дадете образложение во однос на предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈПКД Лакавица Конче за 2027 година. Во годишниот план за вработување, значи пополнети според систематизацијата на ЈП Лакавица Конче се 7 работни места, од кои еден е административен службеник и другите 6 се даватели на услуги. Од тие вработени еден е од турската националност и другите 6 се од македонската националност. За 2027 година, според систематизацијата, слободни места во ЈП Лакавица Конче има 4 и тоа се оператор на резервари кој спаѓа во одделението за водовод и канализација, одржувач на водовод, општ комунален работник и водоинсталатор и монтер. Ние одлучивме така да биде затоа што тие луѓе што се вработени преку агенцијата за вработување се плаќаат многу големи износи што поседуваат они. Значи, у тендерските постапки некогаш може да достигне наплатата да биде и до 12% што се изимат агенциите и за тоа сакаме ние тие што стварно работат луѓе у Лакавица да можат да се иземат решение. Ако имате некои прашања околу планот за вработување, можете да поставите. Дали има прашање, Повели? Добар ден до представникот, двојцата. Колку имате потреба за вработување на нови лица? За колку работни места? Значи, предвидени се 4 работни места. 4. Да. Само може ли да појасните, односно Иван појасни, не за нови вработувања, луѓе кои што работат, давање согласно за решение. Луѓе се под агенција. Пак викам, дали се разбираме? Значи, моментално сме 8 Не луѓе. уште 4 луѓе да. Многу се големи трошковите, знаете дека тендерските постапки одат значи со ограничени износи и не може да се функционира и у тај правец, пошто ние мора да предвидиме и средства и за исплата на платите. А тука значи кога са директно у комуналното сорешение на неопределено време, ние ги немаме тие трошкови. И тука имаме повеќе трошкови за агенцијата. А така, ако се намалат трошковите у агенцијата, нормално дека и флексибилно... На месечно ниво едно прашање само, ќе те молам светник да ми дозволиш. Колку плаките на месечно ниво за... Градоначалник за тие 8 души, например, сега со зборување на минималната плата, негде околу 470.000 денара што достават фактурата. Тие 470.000 денара, 40.000 денара одат за агенција. Провизија на агенција. Да. Благодарам. Вие сте вкупно 8. Да, 8. Сите ли 8 сте преку агенција или... Да, сите сме преку агенција, а 7 са, значи, со решение. Директно се вработени во ЈП Лакавица. Тука е наведено плана за вработување. Значи, текот на состојба на вработените до институцијата мора да се внесат. Значи, тука са 7, еден административен службеник и другите се сите даватели на услуги. Да, и после од овие 8 на неопределено, мислам тие што се преку агенцијата, од овие 8 само 4 ќе влезат со овоа, ако се изгласа, така ли? Да. А другите 4 ќе бидат пак преку агенција. Преку агенција, да. Ама ќе се намалат трошковите за исплата. Добро. Председател, ќе ве замолам да го поштувате редно веќе да го поштувате тај деловник на општината и статусот. Мислам дека јас имам право нешто Кога да се јавих прашам. за збор,
Иако ме сече градоначалнико, вие се нафралите без дојава за збор. И аз, щом се јавих јас прв за збор, треба да ми дозволиш да си поставам прашање, не ти да ми поставаш прашање измеѓу и да ми дава неко образложение. Во ред повели. Не е Јас- проблем и вие да продолжите. Јас мислам ти не треба да гласаме за вако нешто. Бидејќи многу средства се дава, се тража од општината, дај пари. И за да му даваме, например, без потреба да одобрам вработување за нешто не паѓа место, мислам ти нема да гласам, малку се изнервирах што ми се уфрли така председателката пред мене. Немам друго што да поставам. Другите дали имате прашања? Да, јас сум. Повели. Имам што спомна, нели, во врска за тие 7+1 вработени, така ли? Да. Значи, од тие што едно од турска националност или останатите од македонска националност, мислам дека тоа нема некоја врска, мислам дека плюс и немате ни наведено од самото тоа. Да, ама и за Скопје тражат после. Добро, нас не ни интересира, значи, нас не интересира кои луѓе, значи со каков капацитет и колку се ја вршат стручно и професионално нивната работа, а не некој што е дел од некоја заедница. Друго нешто, овде сега имат оператори на резервар, одржувач на водовод, општ комунален работник и ова водоинсталатор, монтаж. На сето тоа имате предвидено по 600.000 денари буџет за една година. Тој буџет ви е на бруто плата или нето плата? На бруто плата. Мислам дека тоа добро би било да имате наведено след тоа. Значи, ние тука сме ограничени, тај план оди за Скопје. Значи, тука ти... Не. Дали ви е бруто или ви е нето? Новиот вработен во следната година наведете во денари се пита. Да, ама нели сепак значи тоа нели има нешто да се додава дека се работи за бруто плата? Не. Тоа ти е, значи, испратено од Скопје и... И према тој параграф Да, треба вие да тоа ги треба ти попълните. да Добро. да изготвиш план за вработување. Добро. И сега тие се милиони, две са за 24 се милиони, колко? 2 милиони 400.000 денари. Со оглед на тоа што вие со, мислам дека ако не се лажам, Контакт Бизнес имате склучено договор за како агенција за вработување, што викате нека. Со оглед на тоа, дали, мислам дека во цела Македонија, во општина Конче, со најголем процент на човеките деловно до 14% постигнува делот да го зема самата агенција. Значи, јас секаде кој што сум гледал по документи, тендери што се подпишани договор од било кои јавни предпријатија или општини, значи тука некаде се движат околу 8, околу 7 процент. Не е точно. Значи, за град Скопје имам колку што знам околу... Поставки различно, со различен процент одат. Значи, секоја година не се ист. Например, за лани ние плаќавме 8,9, ама оваа година 9,5 плаќаме. Исто така и самото општина што има склучено, значи и они може да достигне до 12%. Добро, тогаш да не се склучи тој договор. Како може, значи, да се плаќа толку голем удел на самата агенција, значи и упорно да се оде на тоа да се склучи договор? Значи не можеш ти да склучиш со таа агенција договор. Значи некој пат, значи од некои агенции не е само една агенција што дава... Ама добро, јас не викам за таа агенција, не викам стрикно за таа агенција. Значи, доколку не ви одговара на вас... Не, па може да се одбие. Да се одбие? Да, се одбие. И да се одбие. Зошто не го одбивате тоа? И сега викаш дека ние имаме трошкови, може да постигне до 14%. Сега, например, ако е 10%, значи од 470.000, некаде околу 47.000 денари. Добро, нека се одбие, додека да се најде решение, значи со помал процент, значи тогава да се склучи. Тоа е едно нешто. Така ги взимат и тендерите, значи
тендерот го зема тој оператор што е со најниска понудена понуда. Добре, ама Значи, секако само вие имате со предвидени средства. Не може да биде над тия предвидени средства да ви излезе... Не може да биде. Епа, Ако биде на тие предвидени средства, ќе треба да се разпише нов тендер. епа, от самия почеток, значи вие тръгнувате... Сакам да ти кажам, Вие от самиот почеток тръгнувате со прифаќање на тия средства, што ќе ги изплатите. Советниче, вака сега. Значи, тука сме ограничени ние со износ. У тендерската поставка за агентските вработувања, значи не е ништо скришно, има ги на страната за јавните Ами добро, набавки. аз не викам Значи дека... 4 милиони денари се предвидени. Ај сега вие како ќе функционирате оваа година со тие 4 милиони денари, имате законска рамка, значи до тука и не можете повеќе од тие. Имаш 8 вработени. За месец ти идат скоро 500 денари. По 12 месеци колку износ? Надминува ли 4 милиона? Може ли, ако ти завършите, аз... Затоа мораме да ги трансформираме тие вработени преку агенцијата, директно во комуналното и да значи, биде... нема да имаме таква проблематика ние. Дали ќе ни стасаа парите или нема да ни стасаа, дали ќе се разпише нов тендер во рок од 6 месеца. Ама пак ќе разпишете за останатите, значи пак ќе разпишете. Да, може да се разпише. Тоа е... И сега, значи, от самия почеток, вие сега сакате да тренувате, мислам дека ова се однесува за следната година, 27. Со 4 нови вработувања со на неопределено време и да им се обезбеди на 4 луѓе вработување на тие позиции по 600.000 денара, што ќе имат бруто плата. Тоа мислам дека за нас не би било прифатливо. Тоа на некој начин гледаме, на оваа седница имаме 3 точки што се однесува, почнувајќи од градинка, од детската градинка, јавното предпријатие, еве следна точка ќе имаме за општина Конче, значи само натрупување на вработување. Друго ништо, што без разлика дали има потреба или нема потреба. А сега цело време вие говорите дека финансиите не пречат, дека ќе не биде по-профитабилно, значи ние да им даваме решение, да бидат обезбедени они со решение. Тоа е на некој начин и сакам и да ве прашам тоа, дали е на некој начин само задоволување на некои партиски поддржувачи или активисти, значи да им се обезбеди нещо. Дали на тој начин е тргнано по сета постапки и процедура, дайте да им најдеме некакво решение и дали е тоа некоја инвестирање за идните следни локални избори. Тоа ми беше. Јас имам прашање малку. Само момент, градоначалник. Една реплика. Значи, овие работни места се ставени на план за вработување, ама не значи да бидат реализирани во БАСЕ. Значи, тие се слободни работни места по систематизацијата. И тука не се работи ни за политичка опредба, ни за ништо. Тука се работи за луѓе што работат. Значи, што си ја извршуваат професионално работа. Сите од нас тука што сме, ајде да излеземе еден ден да собираме смето на сите 3000 граѓани на општина Конче, да видиме дали ќе издржат. Нема ни еден да издржи. Ама нашите вработени го издржуваат на 50 степена над. Кажете дали не сум во право. Вие мислите дека што седеме овде во оваа просторија сме задоволни од услугите на јавното предпријатие? Не знам, значи јас кажувам за тие луѓе што го. Јас лично да кажам не сме задоволни. Без разлика, значи, дали било во ваше време, дали во времето на актуелниот директор, дали на директорката пред вас што бил. Значи никогаш не сме биле задоволни од услугите. А не само јас. И колегите мислам дека мислат така, па дури и населението ни се општина Конче. Значи услугата што е дадено не е на време и не е како што треба. Значи не може секој втор ден да се појави слики, видеа за водата, што да не разговараме за квалитетот на водата или анализите што и како било. Значи тука се работи канализации, што викате, значи јас лично гледам на што може да се брои во Турската мала како централна улица, не е искосено од двете страни, самата улица и раст се треба околу 1,5 метар.
и викате за услугите или да собераме смет. Ако завршихте, ќе ве молам, значи пак ќе да видиме пристано тајде. Благодарам. Јас имам едно кратко прашање до советниците од советничката група на СДСМ. Дали вие знаете 21 година колку имаше вработени во јавното предпријатие? Ти ми одговори некој или јас треба да ви одговорам? Не, јас ги одговорам. Не сте прашани, да. Јас прашувам ги советниците. Ти ми одговори или јас треба да ви одговорам? Добро, ако нема, јас ќе ви одговорам. Значи, еве начин на кој начин се работене домакински. 28 вработени. Ти, Ивана, може да ме коригираш. У моментот колку има вработени? 16 со директорот заедно. Па мислам дека и пак ќе кажам, образложението беше луѓе, тие луѓе не е дојдел никој таму да седе. Сега поготово ќе ве спомнам вас, советник Серхан, знаете дека да, јас ќе кажам, секој ден што е таму вклучен извршува своите работа. Дали треба уште подобро? Да, треба уште подобро да извршува. И затоа ние правиме работи кои што ќе се доопремуваме со механизација, ќе бараме подобри резултати од работата. Значи, сметам дека тука излишно е што друго да правиме овет за парите, за вработувањето. Тие луѓе 16, од кои 10 ли колку се со решение. Останатите, значи 7. Останатите, тие што заслужуваат и сакаат да работат таа работа, добиват можност. Ние нема да плаќаме на некоја агенција за вработување 10, 8 или 11%, што значи на годишно ниво да даваме 20, 30 или 40 денара. Првата работа. Оти тие луѓе не се вработени на сејато канцеларија, туку се оперативни работици што ги работат работите што произлегуваат од јавното предпријатие. Втората работа. Пак ќе кажам прашање, дали вие мислите дека ние не сме спроведувале една иста јавна набавка повеќе од 3 пати? Ајде кажете му, тие треба да знаете информации. Пак викам, вие ги браните ставовите или ги застапувате вашите, ама треба да поседувате податци и информации. Значи, за ваша информација, бидејќи немате податци, 2021 година кога почнаваме, приватните агенции дел даваа услуга од 5%. Меѓутоа, ние имаме можности иста постапка да ја спроведуваме и 3 пати. Арно, ама, начинот на кој што функционират, кога ние ќе немаме потреба од нив, тогај ќе е друга приказна. А сега, дека ние имаме потреба, значи условен си. Оваа јавна набавка ќе нема да ја спроведеме, ќе распишеме нова. Пак од нив бараме услуга. Они се тие што ќе одредат. А за волја на вистината, тие агенции се 7-8 колку се, значи се знае. Конче, Радоиш, Струмица, не ти ги чекам. За жал, пак викам, за жал, ние можеме одредена постапка, еве, карикирам за да ви стане појасно, постапка за уредување на јавна површина. Не мораме 26 да ја правиме и не ја распишуваме. Ама тие работници, луѓе, мора да работат тук. Мора да взимат плата. Така да пак ви викам, ке ве замолам, секоја едно прашање или застапување на одредена теза, нека ви да аргументирам. Пак ќе ви повторам. Значи, 21 година во јавното предпријатие имаше вработени ни малце, ни повеќе, туку 28 луѓе. Сега вие дадете одлука, ако треба да ја питам, ако сте забравили и колку долг имаше 21-та година. Со 8 платени и исплатени на вработените, без Благодарам. без ништо. Благодарам. Дали другите имате... Дали имате прашања? Повели? Са ние можеме да се навраќаме едно 10, 15, 20. Ако се навраќаш, како што спомна градоначалникот, значи треба и да имаш и аргументи за тоа да објасниш. Како представник од комуналното, не само да баѓа дека имало за останали плати или било се, или како пред нова година кога одобриме милиони, кога се жалете дека вработените немаат плата. А после 2 месеца некои си покачија платите од вработените. Како има пари за да си покачат плати? Советниче, извинете. После ќе даш одговор. Оваа програма, вие ли
спремавате? Мислам, што доставени извештај за плана за вработување. Не, јас кажав дека тоа е од Скопје и Не, мислам тука документите кои ги испечете. на систематизацијата, јас по систематизацијата Не знам кој го спремал. Ќе ве замолам да го известе, ако и за тие да вработени се тера толку добро работата како тај што ја спремава програмата овака, да му кажеш да не ја спрема. Да знае како да ги нареде листовите кога се спремат за извештај да се прочита. Не еден така, еден вака. Па, тука во општината е доставени, сега како ви е копирано на вас. Јас не знам како, гледам како е поставено. Јас сега го извадив од горе кај мене на компјутер. Јас кажувам кај мене како, додека да го читам еднаш дека градоначалниче само малку да докажам. Друго нешто. Веднаш можете кој е. Кажа дека се терате толку способно работа комплет. Пред некој ден ми излезе, мислам од страницата Конче. Мислам од на турски не беше или како заведена за некој крак од канализацијата. Запознавате ли се с тоа што беше објавено по Facebook на страницата Конче? Јас од таа проблематика не можам да го нагледувам, значи има си таму одговорни лица, а за тоа јас не сум одговорна. Кој да питам јас? Ајде да викнеме друго одговорно лице. Ја и тогава и управни одбор. Член од управен одбор. Вие како највисоко тело во управен одбор. Можете ли да објасните за таа ситуација што се десила пред некој ден оконче? Деве градоначалник, јас подржих од управниот. Не можете да одговорите, жалите, разбираш или не разбираш? Ама чек сад, вие у комуналното ли сте градоначалник или тука? Јас сум градоначалник на цел- Ама јас питам први на управниот одбор да ми даде одговор. Поставаш прашање, кажати жената дека не можете да одговори. Ама поставих на управниот одбор. Управниот одбор не е највисоко тело што треба да е запознавано у комуналното. Управен одбор, ама не извршува градски активности. Абе не е за градежници, това е проблеми на комуналното предпријатие градоначалниче. Добро да е проблем, ти викаш за крако за оконче. Да. Не мене речи градоначалник или дефинира ги прашањето. Еми ако давате вие одговор за се, нема потреба да доаѓа тони. Сега ти ги тражите како? Еми, ми тражам да ми дадат образложение. Јас Нити член од управниот одбор, нити преработената во тихото не може да даде. Јас ќе ти дадам. Да, крако во конче, ако не си знаел, пошто си тази дојде во Македонија, значи пред 2 дена се работи. И за некој ден ќе се заврши. Значи денеска ќе биде завршена ако се работи за новиот крак. А јас мислам дека викаш ти за новата канализација што била запушена. Значи Јас за тоа кажувам за што запушено. Па кажах што имаше објавено сигурно виделе. Не за нов крак. Викам за објавата што беше Ќе ве ставена замолам да се на слушуваме. на Facebook. Абе вие сте ставиле, кажи кој треба е да- овој. Јас не сум ја ставил градоначалниче. добро, Како питајте може да кажа кој е завиш ставил, вие да сте ја кажете. ставиле? Ама добро да Тоа е кажете. директна ознака право. Вие сте ја ставиле. Па добро, ние Дај не аргумент. сме. Па те добро да кажете, питајте кој е. Аргумент имаш ли кој оди ние сме Добро, ставили? нема, мајде, Не ме заебава градоначалниче, не Борете прави. се. Сега, Слушаме не си. вулгарно така. Не вулгарно, молим те. Не кажах вулгарно ништо градоначалниче. Кажахте сега дај цитира, слушаш ли се што говори? Слушам се. Викам, дај молам те градоначалниче, што друго кажах? Молим се. А во ред, Значи може да се случи, сакам само да одговорам на прашањето. Може да се случи запушување на канализација во време за викендот. Таа канализација не е запушена ни од комуналното, ни од никој, од самите граѓани. Значи ние многу војуваме и додека бех и јас директор во комуналното, и дописи се пишаа, и соопштенија се става на продавници и сегде. Не фрлајте, влажни марами и такво. Значи имаше и на ЈП Лакавица, ја градоначалник понека сам каже, објавувано, од Плаваја, значи повикаваме специјално возилото, што ние немаме такова возило тука за жално во општина Конче. Значи со наша цистерна што можеме, ама тие канализации не може наша цистерна да ги отпуши. Дојдеа само да видите што извадија луѓето и у Долни Ликови и у Конче, ќе се закрепастите. Ръководител, вие сте институција. Вие имате Борете право и на други мерки. Канализацијата е решена. Ама имате право и на други мерки ако фрлат ѓубре. во ред, значи ќе ве замолам да задржуваме на точките од дневниот ред, повели Јонче. Ако земеме да се критикуваме, крај ќе нема тоа. Мислам оти многу има да се каже, дел од советите нема да дадат поддршка за тоа што това вистина што го кажуваат колегите. Никој не треба да се навреди од вистината. Како вие ќе направите селекција на тие 4 човека што ќе ги вработите? Кои се тие личности што ќе од тие 8 кој прават селекција?
Кој права селекција на луѓето сега што ќе добијат решение, да речеме? Прашање до вас, ај. Кој права селекција у комуналното, кој ќе бидат тие 4 луѓе од тие 7-8 таму? Можете ли да одговорите? Одмah, директно. Кој права селекција? Интересираме баш лично. Од тие вработени, тројца се пред пензија. Еден од вработените ќе оди за 6 месеца у пензија. Значи излева он од комуналното човеко. А другиот во рок од 2 години сигурно и он ќе оди у пензија. И не сака едноставно, значи разговарано со луѓето, не сака едноставно решение и сака така да се тера. Сега мен ме интересира кои ќе се тие луѓе. Тие пред пензија што ќе одат, тај може да оде пензија и Ръководитело, он оценува дали ќе може тоа лице да... и управниот одбор разгледали ја темата за оценка. Кои ќе се луѓето како управен одбор? Кои се луѓето што ќе влезат сега тие четворица? Кои ќе бидат? Луѓето кои што се вработени во јавното предпријатие, јас ќе надоврзам на твојата точка, се луѓе кои што подолго време се извршуваат својата задача, кои што се подолг период вработени во јавното предпријатие ЈПЛ Кавец и Конче, луѓе кои што имат допринесено за многу работи во Абе демагогија сега не, значи кажах и минак селекцијата кои се. Демагогија слушаме, ние знаеме кој колку работи, што работи и како работи. Луѓето кои се селекцијата. Не ми дозволуваш да се искажеш. Нема потреба да ми објаснувате това. Ние знаеме луѓето. Селекцијата кој ја направи? Имината кажи ги. Имината ме интересира. Ръководител на институцијата. Прво тоа тук ја затворам. Имината кои се? Како со имена и презимена, тоа е забранено. И како бе? Како ние треба да знаеме ние кои ќе влезат? Може вие ќе иземете најнеспособните луѓе, а ние ќе дигнеме рака. Това плаве, мислам, самото јавно предпријатие се ги објавува јавно тие податоци. Тие се достапни податоци. Јас не ги знам луѓето со име со презиме, јас не ги знам. Јас такви податоци збор. Знам од се работоспособни луѓе. Луѓе кои што работат веќе сите там се работоспособни. институција. У комунално сите се работоспособни, никој инвалид не е. Значи правиме мабет кои ќе бидат 4 луѓе од 7 што ќе влезат на работа, ќе добијат решение. Ние сакаме да знаеме, ќе дигнеме рака. Директорот ќе се одлучи за тоа. Ќе дигнеме рака и треба да знаеме кои ќе влезат да работат. Може ќе влезе на работа тај што најмалку работи. Това прашање ќе го допатите до Па вие сте управен одбор, нели? Да. Управниот одбор, значи ние сме да, ама јас не можам да идам на терен дали вработениот ќе го смене саат како што треба или нема да го смене саат како што треба. Или дали ѓубрето кантата ја фрла цела или до половина ја испразнува. Јас не можам това да го Значи кажам. управен одбор решава кој ќе има предимство, кој ќе нема. Управниот одбор може да даде предлог, а не може да одлучи. Тука од старци грешка. Зошто? Бидејќи раководител на образовната на институцијата, тоест ЈПЛ Кавец, еве јас доаѓам од образовниот сектор. Од образовниот сектор се одвиват работите така што раководител одлучува на кој ќе даде решение. Истото е и таму. Дали е се јасно, дали имате другите прашања? Значи не сум задоволен од одговорот. Значи управен одбор одлучува за се, дури и за директор. Там да си прочитате кои се правата и обврските на управниот одбор. Одбор дава предлог. Не одлучува. Тука пак ќе кажам, тук си од стартно грешка. Јас не можам да дојдам дома кај тебе и да одлучувам за било што. Институцијата Тогаш не треба да одите управен одбор ако не си ги знаете правата. Правата си ги знаеме и ние имаме одредени граници дека можеме да одеме. Значи, секој еден управен одбор не може да оди додека што сам за своеволно ќе постапи. Нема потреба да ширеме, значи не можете да дадете одговор. Поентата кога ќе дојде представник од комуналното, ние повеќе години сакаме това сето да биде прецизирано кога ќе дојде, кога ќе поставиме прашање и да даде точен одговор. Советниче, Значи, представник ние... има од јавното, јас сум од таквото. Ивано ви кажа, јас не можам да ви одговорам на некои прашања, вие инсистирате дета кажи. Јас ви кажувам. Господине, ние даваме, значи... Значи јас се изјаснувам само момент, да бидеме малку парламентарци. У сета ситуација, јас не можам да дадам лично име и презиме, бидејќи тие се нивни податоци.
Како можам јас да давам такви податци? Не сум овластен за тоа. Ајде, јас ќе... Доволно, ќе кажам. нема Ајде, кажи потреба. ги стои Нема на потреба да Работен, разговараме. Ајде сега ќе го дискутираме тука на советот. Нема Делчо Митев од Дедино, што ќе кажете за него? Види, Дали ја извршува професионално? Значи, ќе ве замолам да се задржиме на дневниот ред. Точката ќе биде ставена на гласање и секој нек си го каже своје право на глас. Доколку веќе нема прашање. Го ставам на гласање предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување на ЈПК Далекавица Конче за 2027 година. Кој е за? 5 за, против, 2, воздржани, 2. Продолжуваме со точка 12. Извештај за исплатени средства по доделена субвенција од страна на Советот на општина Конче од ЈПК Далекавица Конче. Ви давам збор. Извештај за исплатени средства по доделена субвенција од страна на Совет на општина Конче во износ од 1.500.000 денари. ЈПК Далекавица Конче до Советот на општина Конче имаше поднесено барање за финансиска помош со број 0318/7 од 21.2026 година и беше донесена одлука за одобрување финансиска поддршка субвенции на ЈПК Далекавица Конче за покривање на заостанати долгови за потрошена електрична енергија и достојани фактури спрема повеќе правни лица со број 0850/28 од 31.2026 година. Средствата од општината Конче беа исплатени на ден 4 и веднаш се почна со исплата спрема повеќе правни лица. И врз основа на наведеното угостуваме следниот извештај за исплатени средства. Спрема доми беа исплатени 1.005.079 денари, Евлана Холм 423.592 денари, Адвокат Ристо Трајков 19.000 денари, Автосервис Бошко 49.000 денари, Матијахана Дойл Скопје 21.540, Рик Јуниор 56.485, Спринг Дойл Радови 10.000 денари. Во прилог имате сите доставени налози што се вршени исплати спрема правни лица. Толку да кажам. Дали имате прашања? Доколку нема прашање, го ставам на гласање извештај за исплатени средства по доделена субвенција од страна на Советот на општина Конче од ЈПК Далекавица Конче. Кој е за? 5 за, против 3, воздржани 1. Ви благодарам за присуството, да. Кратка пауза.